Почитувани, за само 2 недели од последното покачување на цените, Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која цената на бензинот ја зголеми за нови 2 денари, а на дизелот за нови 3 денари или вкупно за само 1 месец цената на нафтените деривати се зголеми во просек за 7 денари по литар. Тенденцијата покажува дека за жал тие и понатаму ќе се зголемуваат. Ако се земе во предвид искорешното зголемување на цената на струјата за 10% и парното за 4%, практично цените на сите енергенси се зголемени, што представува сериозен удар врз граѓаните и компаниите кои се гушат во неликвидност и отежната наплата. Зголемувањето на цената на струјата и бензините, освен што ќе ги зголеми трошоците на производството, ќе изврши и притисок врз зголемувањето на цените на храната и останатите основни производи. Сакаме да ја предупредиме владата дека во оваа незапаметена економска криза и рекордна сиромаштија, зголемувањето на цените на основните производи заедно со зголемената цена на струјата, парното и бензините ќе биде огромен удар по џебот на граѓаните и стопанството и дека економската криза и без овие поскапувања поприма многу сериозни размери. Ова го покажуваат сите клучни економски индикатори. Индустријата е во континуиран пад, извозот опаѓа, земјата практично е веќе во рецесија, а компаниите се гушат во незапаметена безпарица и неликвидност. Сите овие индикатори говорат дека стопанството се заканува со големи отпуштања, кои дополнително ќе ја зголемат сиромаштијата во земјата. Затоа апелираме до владата подитно да направи краткорочна и долгорочна стратегија за справување со ценовните шокови од растот на цената на енергенсите или да прифати барем една мерка која ја нуди опозицијата. Со краткорочната стратегија бараме владата привремено да се откаже од дел од акцизата за горивата, со што ќе ги ублажи овие шокови на пазарот на енергенси и секако да влие во државните компании ЕЛЕМ и МЕПСО да ги скратат непродуктивните трошоци за реклами и фасади и да побараат намалување на цената на струјата. Тоа е единствен начин да се спречи вртоглавиот раст на цените и ќе се стопираат инфлаторните ризици за стопанството и за економијата. Владата мора да се откаже од дополнителните приходи кои ги обезбедува во буџетот, предизвикани од порастот на цената на бензините, која со последните 2 зголемувања изнесуваат 85 милиони денари, а со тоа зголемувањето на делот на давачките кои припаѓаат на државата. Дополнително, владата може привремено да се откаже од скапите реклами или дел од непродуктивните трошоци за фасади и споменици и со тоа ќе обезбеди дополнителни приходи во буџетот, кои ќе остават дополнителен простор да ја намали акцизата, а со тоа да го намали ударот врз стопанството предизвикан од зголемените цени на горивата. Со долгорочната стратегија бараме владата да направи план за инвестиции во енергетски проекти, со кои инвестиции за период од 8 до 10 години би се изградиле нови капацитети, кои би обезбедиле поевтина енергија за граѓаните и стопанството и би ја направиле Република Македонија енергетски самостојна и независна од увоз на струја.